Добро е за илузиите дека се разнишани малку и можеби луѓето ќе почнат сега да се огледуваат по, не знам, пореално. Точно се и да се сега дали како беше подобро без брзо умирање отколку бескривна смрт. Дали е подобро да има трета светска војна или да се мачиме уште со феудализмот долго време. Па добро, за револуционерни промени сигурно мислам не може во мирнодопски услови да се случат револуционерни промени. Така што меѓу со две острици, еве и ние во основа сме пацифистички настроени, но тој пацифизам би бил во некое како се вика еднакво општество, кога би имало, а сега не можеме ние пацифистички да гледаме на тие што не експлоатираат и не угнетуваат. Точно е. Почитувани гледачи, здраво, јас сум Джейлан Велио. Се повеќе се поставуваат прашањата дали е веќе отпочната Третата светска војна или дали светот се движи кон Трета светска војна. Има и такви верувања што тврдат дека студената војна се уште не е завршена и дека ова е продолжение на студената војна. Последните политички случувања на светско ниво не терат се повеќе да мислиме дали станува збор за нов општествен поредок. На овие теми денес ке разговараме со другарот Дарко Доканџиски. Здраво, Дарко, добро дојде повторно во Гласни идеи. Много ви благодарам што ме поканисте повторно. Те благодараме тебе за повторното гостување. Па еве како што кажав, кој е тојот впечаток за општите случувања во светот? Земе од геополитичка гледна точка, да речеме. Геополитичка точка, гледано да ви кажам неискрено, много тешка е ситуацијата, посебно за нас обичните граѓани во светот, затоа што ова не само да е продолжение на таа ладна војна, туку мислам дека ова е единствената ладна војна што се десила. Претходната така наречена ладна војна, што ја спомнавте, помеѓу социјалистичкиот и западниот капиталистички свет, била војна ладна, да, меѓутоа не се доведувало во прашање опстанокот на планетата Земја. Затоа што од една страна сепак сме имале држава која што била социјалистичка и која што се, како да кажам, колку толку грижела за животот на човекот. Представувала некоја противтежа, сакаш да кажеш? Противтежа, за да бидејќи за западните држави сепак да не се лажеме, не стои државата како држава, туку стојат компании приватни. Државата е само апарат во слуга, како услуга на тие западни приватни компании, сега се веќе и корпорации, хедж фондови, сепак се во приватни раце. И сега имаме некоја, како да кажам, империалистичка ладна војна помеѓу неколку центри на моќ. Например, во Америка тој центарот веќе и пред 80 години самите амерички председатели го имаат препознаено кој воено-индустријски комплекс, воено-индустријска мафија, која што е требало американците да одат во војна за да заработуваат со продажба на своите производи. Тоа сега го гледаме низ цел свет. Истото е во Кина, во Русија, во Израел, во Украина, значи секаде приватни компании позади еден центар стојат и преку војни гледаат да зграбат што повеќе пред се, сега заради ресурсите. Ретки метали, нафтни извори на Блиски Исток и во Африка диаманти и такви ствари. Да, значи благородни камења. Да, ма се во последните неколку месеци, да кажеме, има некои промени на тоа поле. Пример, еве Трамп повторно нели освои власта во Америка. Тоа што значеше еве во војната меѓу Украина и Русија, меѓу Израел и Палестина? Дали нешто мислиш дека ќе се промени суштински? Суштински, да ви кажам, па и можно да има промена во однос на тоа да како бизнисмен да издействува да не дојде до таа Трета светска војна, туку да има некоја поделба
со новите тие новонастанати империалистички Кина пред се е тука. Тој Кина ја гледа како најголем непријател. Јас ќе се навратам, сите се радуваат со доаѓањето на Трамп, претежно Источна Европа, па и Балканот, по-конкретно Балканот, се радуваат на доаѓањето на Бајден, на Трамп. И тоа јас ќе спомнам дека во неговата предходен мандат прв, точно, тој не започна ниту една војна. Меѓутоа, првото што го направи, ја донесе целата пацифичка флота на Северна Кореја. Не значи дека е кој републиканец, дека не сака војна. Тие се малку републиканците, да кажеме, позихераши, не дека се многу миролюбиви, меѓутоа многу послаби држави напаѓаат, како Ирак, Ирачката војна, републиканците 3 пати ја прегазија и се враќаа назад. Што значи, Трамп во Сирија кога отиде, тој не ја започна војната во Сирија, ја започна Обама, како демократ. Меѓутоа, тој ги интензивираше нападите за да се прикаже дека Америка не е толку слаба ради вмешувањето на Русија и не успеја да го бутнат тогаш Башар ел Асад. Тој ја донесе и такво јако ракетирање на Сирија не било видено. Тој, значи, сака да се прикаже како некој каубоец, како јак човек, дека е некој голем миролюбец, па и не е до толку, али да започне нешто посериозно, мислам дека како бизнисмен ќе издействува на по-друг начин. Тој точно се заканува сега, нели, за окупација на Канада и на Гренланд и Панамскиот канал. И тоа мислам дека тоа му се само некои линии што ги кажува за подоцни преговарања за ресурсите од Гренланд поевтино да ги купува или било што, пошто мислам дека американците веќе имат бази таму, Данска си е и НАТО членка. Да, на Блискиот исток што ќе се случува, еве, имаше Трамп нели некои изјави околу Палестина дека да се стварно е претерано тоа што го кажа, таква расистичка изјава што дека ќе ги раселува цел еден народ. То само на неколку народи се има случајно, како што се ерменците, македонците во Егејскиот дел, тоест да го направи истото. Мислам дека не му беше во ред таа изјава. А мислиш дека ќе се случи тоа? Не. А зошто не? Мислиш отпор ќе има или некои други сили ќе се вмешат во тоа? Да, мислам дека баш заради да извлече што повеќе, поставува некои граници за наредни, повисоки граници, за да има во наредните преговори подобра позиција за распределување на тие територии таму кои што се да бидат под негов интерес, под негова капа, како што е на пример Израел. Тој беше и првиот амерички председател што не Телавив, него го прогласи Јерусалим како главен град на Израел. Таму ја пресели амбасадата на Соединетите американски држави. Добре, се околу Сирија, што мислиш ќе се случува таму, кои таму се измешани веќе повеќе интереси, повеќе сили? Таму беа и претходно многу измешани работите, како што гледам, Русија уопште не е заинтересирана со поддршката на претходниот режим на Башар ел Асад, русите биле у загуба, што значи сепак се империалистички војни. Договорот меѓу Башар ел Асад и Руската Федерација било она што било под ТИСИС. Како ги враќаат русите тие територии, која како нафтоносен извор да било во рацете на русите. Меѓутоа, тие ослободија само 90% територии, ослободија, у суштина ја вратија под сириската држава. А немаше воопшто никакви големи извори на нафта. Тие останаа под 10% под некои тогаш уште терористичка група ИСИС, некои курдски под амерички, како да кажем, под америчка контрола на тие групи што се,
што наводно и покажуваат договорот на Трамп и на Руска Федерација на тлото на Сирија што ќе се дешава. Овие ќе пукаат на терористите што ги поддржува американците, американците пукаат на државата на Сирија, а меѓу себе не смеат да се ги дираат своите бази или да ги бомбардираат на шестата флота америчка што беше долу на Левант. Да, тоа говори за односот на империалистите и дека војната секогаш и војните ги водат врз грбот на другите народи. Точно. И на други територии. И на други територии, што значи дека не има многу брига и за својот народ, конкретно во Америка. Мислам, сите сакаат да живеат во Америка. Новинар бивши британски има кажано, вика, пошто антиамерички, антизападни цивилизацијски вредности, зашто цел свет сака да бега, вика, во Британија и во Америка, па вика, сите сакаат дел од колачот, никој не сака во тие сиромашни држави, а заради тоа богатство на западниот свет се сиромашни тие жители во третиот свет. Да, ма не значи дека и сите пример жители во тие земји се добро живеат, бидејќи бројот на бездомништво е, мислам дека преголемо во Америка, пример. Во Америка, и како живее работничката класа. Ете, малку можеме се така да го свртиме разговорот. Што со народот во овие империалистички земји, која е нивната позиција? Катастрофална позиција, мада на нас не изгледа дека тие се многу подобро од нас. Ситуацијата таму е катастрофа, како што самата кажа. Самата Америка статистички признава дека има двојно повише празни домови отколку бездомници. И сите луѓе што се и новинари, и политичари што имат посетувано Америка и обични граѓани кои што имат кажувано, тоа е страшно да се гледаат бездомниците по тие авени и нивни по улици, спијат по шатори. Едина добра работа е што им даваат овие food stamps за да не умираат од глад. Добро, ама не е тоа начин, мислам, тоа само му го продолжува што некој страдањето. Страдањето и не знам тоа е. И плюс, нели, и во Америка не постои социјалната држава. Не постои. Друга разлика. Не постои. Ево, например, ние овде на балконот како левичари во бившиот источен блок, ние го знаеме левичарството како еден сосем на друг тип. Трамп е десно во Америка, мислам, демократите се као некој наводно лево. Што прават демократите? Ги дозволуваат нивните капиталисти да одат во Индонезија, Виетнам, во Кина, претежно Кина, технологијата и фабриките, да сите тие производи се производуваат во надвор од Америка, а ги оставаат американските граѓани без вработување, што е, например, во Америка е вработувањето нешто најбитно. Па добро, пак мислам трагате тие по ефтина работна сила, неверојатно. Работна сила, што значи пак е профитот во прашање, не интересот на граѓаните. Интересот на граѓаните е само за замајување на очите кога треба да се гласа на избори. Трамп прво што направи е обидот, например, тој сака обидот да почне таа индустрија да се повторно реиндустриализира Америка. Ако јас мислам дека нема да успее, пошто премногу е раселен тој капитал претежно во азиските, далечно азиските држави. Каде што има најверојатно веќе поволности и даночни. Секакви поволности. И никакви работнички права, едноставно ги третираат луѓето како робови во тие фабрики, чии што собственици се на запад горе. Да. Па да, нормално дека таму им одговара повеќе, толку да одржуваат некои фирми каде што мора да одржуваат благосостојба на работниците, нели повисоки стандарди. Високи стандарди. Така што се уште пример во тие земји од третиот свет има деца кои што работат по 8 сати на 6 години, повозрастните луѓе по 12 сати за безздравствено осигурување и слично. Точно. Така што мислам дека цела работничка положба е деградирана во однос на пред 50 години, да речем. Многу е деградирана. Дури некои од тие држави до пред некоја година мафтаа со знамец, видете на овде, отворете, нема тука, нема вработување, отворете ги фабриките.
ниту ги грижа за, пошто таа фабрика произведува некој нуспроизвод како отпад. Значи стандарди никакви немат. Нема даноци, нема инспекции за работничките права. И тоа посебно за работничките. Ако сите тие стандарди се запазуваат, и стандарди за животната средина неверојатно да се заштити. Да се заштити. Затоа е многу полесно фабриката да се некаде во Србија, на Балканот, па или посебно во далечни азијските држави. Сега тој обид што спомнав на Трамп е левичарски, како да речеме, да покуша па да и реиндустриализира за поголемо вработување. Чисто сумно дека ќе успее. Побудите него нему се од друга страна, нели да се да направат Америка повторно голема. Голема. Што значи тоа? Тоа повторно се поврзува со некој национален сенс, таков патриотски. А од друга страна пак демократите не видов ништо, дури меѓу обвинувањата дека тие се комунистите, а што е проблемот, што даваат пари на банките кои што се претежно криви за таквата состојба во учество на државата. Учество на државата, помош на огромни корпоративни комплекси, што е катастрофално, но воопшто нема ништо со левичарството. Добре, се не спомнавме ништо за Украина и Русија. Тоа е страшно империалистичка војна. Нели Америка војна. е секаде умешана и сега со последните случувања. Со последните случувања сите ќе речат сега да не се навраќаме историјата војната како е почната, имам и обична империалистичка војна е. Сега пак се навратам на Трамп. Нели сега сите го величаа Трамп како он ќе рекол не на Зеленски, не знам, некои преговори имале. У суштина многу добро се види дека он бара 50%. А првобитното беше 100% од сите овие ретки метали што се на тло на Украина, да бидат во америчка, нема да бидат во америчка државна собственост, ќе бидат во приватна, ќе бидат америчка. И Зеленски одбил и сега овој ќе го тера Зеленски да прекинува со и сега го величаат Трамп. Меѓутоа, Трамп во претходниот мандат. Војната во Украина од 2014 трае до 2022 е граѓанска војна внатре. И сите тие 8 години се спремаат за војна со Руската Федерација. Во мандатот на Трамп, Украина го добиват оружјето. Денеска што се користи. Најголемиот дел го добива за време на Трамп. На претходниот мандат. Сега да, може да сака, може да имат некој дил или па ќе прават некој дил со од Путин на Руската Федерација. Ке изгледа дека никој ништо не ја прашува во Украина, си ја делат Па добро, тоа јасно беше, мислам тоа. За потребите или на америчките компании или на руските. Нешто пробаа да се умешат како Трамп, затоа не ги сака европјаните, бидејќи не давале пари за НАТО сојузот доволно, што е точно. Не е, значи, сета тој одбранбен комплекс друг да ти го на друг грб да биде, сега ќе го зголемува од 2 на 5% учеството од буџетот на НАТО членките. Кој како што ќе му се изгласа, не знам, гледа дека и нивниот интерес на Европа, што беше во Украина, овие двете, русите и американците, ги тргаат настрана. Една друга работа е што со оваа војна русите, сега да не кажам, сепак седна во скут на кинезите. Како економска сила, прва америчка, втора секако е Кина. Значи Русија не може да се споредува по никои економски параметри со американците и со Западна Европа и со Кина. Да, тоа сакам да те прашам, дали има веќе промена во улогите, во силите? Или ако порано било Русија, Америка, сега дали е Америка, Кина? Да, Америка и Кина во индустријата, значи во однос на, како сега тоа економистите, тоа подобро изразот на индустријскиот дел на
домашен производ, значи не оној шпекулативниот што е преку акции и други работи. Кина има, Кина ја има пред 2-3 години Кина ја има надминута Америка. Значи со индустријски производ. Значи е економска сила број 1 Кина. Добро, ама тука се спојува и воената сила и плюс моќта за одржување на хегемонија, нели? Моќта за одржување на хегемонија ја имаат на економскиот за воени цели многу забрзано кинезите работат на тоа, се уште е рано. Се уште се далеко трети во однос на заводење светски војни, нуклеарни војни се. Тој има еден брилјантен научник, тој професор на машински од Милионович од Србија. И многу добро го објаснува дека првите две се во воена смисла. Добро, имате континуитет, мислам, и претходно. Ако се гледа па конвенционална војна, Русија со своите 150 милиони, мислам дека па и не е кој знае што каква конвенционална сила, што се покаже сега и Украина. Мада и Украина 40 милиони беше 2022. Да, по-јаки се од украинците, али економски ги седна во скутот на кинезите. Сега Трамп ќе покуша оној баферот што им беше за гасот за продажба, го искористија на Кина да им го продадат. Трамп ќе покуша да ги оттргне од Кинес, да ги стави русите под своја контрола за наредната ладна индустријска империалистичка војна меѓу американците и кинезите. Сега што е пострашно? Ја сега не знам, малку сум и песимист за обичниот народ и за Америка и за Кина. Кина точно, ако гледаш, ако е прва индустријска сила во светот, како живеат кинезите. До пред 10 години сите се смеја дека кинезите се најсиромашните, ако се први индустријски, меѓутоа се работат по 15 сати во фабриката спијат со затворени, не ги пуштаат никаде, чистровски систем. Сега не е така, сега има од 1,5 милиарда кинезите успеја, човече, да дојдат до 800 милиони народ средна класа. Не е баш истата со американската средна класа, не е баш никако западноевропската средна класа, но и тоа средна класа, приближно како кај нас, да рече. Тоа е огромен подобрување на животниот стандард, на самата средна класа. Да. Сега, еве ова што зборуваме за војната, како мислиш, дали мислиш дека би имало фронтално отворена војна во идниот период од неколку години? Ја мислам дека ќе избегнуваат такво нешто. Ама постојано се случува таа во различни облици. Во различни облици, да. А дека сега ќе потребно да збори дека е будала Трамп да направи такво нешто, би направил. Не е дека, али ќе гледа да избегнува. Моje мисли. Да, а кој во таков случај, пример, што мислиш, дали светските народи се спремни да војуваат и дали го посакуваат тоа, дали има, мислам, сигурно има и што го посакуваат. За светска војна, фронтално, директно, не го посакува, да. Некои, не знам како да ги кажам, кругови, и од едната и од другата страна. Тие се усијаните глави што се во Русија и усијаните глави што се во Америка. Меѓутоа, до толку да наштетиш на другиот, со цели на себе си да се наштетиш. На Блискиот Исток не се знае што ќе се случи меѓу пример Израел и Палестина, и во Сирија. Во Сирија исто. Многу лоша ситуација, економски не успеа Башар ел-Асад да се одржи, џабе му е и социјалистичка партија. И после Иран сега како на некој начин останува изолирана
Да. од другите земји, Да. тоа е промена во положбата. Да, изолиран. Истото е променато од последните 2-3 месеци. Предходно Русија и Иран имаа добри односи, а меѓутоа Трамп, администрацијата прави се за да отргне Русија и за да остане потполно изолиран Иран. Меѓутоа Русија има некоја соработка со Иран, меѓутоа немат ништо, никогаш не се имале ни со Израел проблеми. Русија како држава, не порано Советскиот сојуз, па и е заслужен за формирање на Израел, по друга страна ги подржуваше арапите во тие израелско-арапските војни. Сега, дали имат русите продолжение од Советскиот сојуз таква идеологија ширење? Нема. Тие си имат сега империалистички некои своји. Само ги користат бившите врски што биле на Советскиот сојуз, како Северна Кореја, што ми е жалај Северна Кореја во воена соработка со Руска Федерација. И ево цел свет сите зборува за овие, тие ќе го уништат светот, како ги Blackwater беше приватна војска, BlackRock, инвестициониот фонд. Никој не знае дека, мислам дека, последен пат слушам дека дури 40% од акциите на BlackRock е во кинески раци. Така ли? Па добро. И сите противници на BlackRock се прокинески ориентирани, антиглобално. А зошто антиглобални? Па ние сме против BlackRock, против приватни инвестициони фондови, а во самиот тој инвестиционен фонд тоа е едно страшно капиталистичко, како да кажам, шизофрено однесување на компанијата. Тоа е шизофрено точно бидејќи не чувствува одговорност и само се гледа на профитот. Ево, 40% кинези учествуваат. Па добро, тоа мислам е добро за илузиите дека не може да има чисти, не знам, етнички или национални некои победи, доколку на крај пак е таа капиталистичката класа која што управува во сите земји со сите народи. Точно. Па полесно е да најдеш еден кривец, отколку да треба да се бориш против системот и да го оквалификуваш системот како кривец. А дека ќе си водат војни, дали на бојно поле, па ќе се развива овие, како се вика, воено-индустријски комплекс, уште повеќе. Не се лажеме, има милиони загинати во Украина, сето оружје од цела Западна Европа се даде на Украина и од кај го купуваат? Пак од Америка. Значи сите тие F-16, овие Холандија, Белгија. Јасно, да. Се потроши источното оружје што беа тие мигови сухои од Источна Европа, Полска, Романија. И тоа го потроши и сега. За своите потреби тие држави пак треба да купат ново оружје. Од истото место. И ќе треба да... Па Македонија исто така, мислам дека Антоновите авионите се подарени сите што ги има 4 на Украина. Арама е сега, пошто нема да има потреба, али хеликоптери ќе мора од Америка да се купуваат, воени хеликоптери, ако веќе. Па добро, веќе не имаме и како се вика, и Шекеринска нели стана заменик, секретар, така што зошто да не се купи хеликоптер? Само не ми е јасно, НАТО постои од 46-та, 91-та, бидејќи во преамбулата на НАТО стои дека тој е воен сојуз за одбрана од комунизмот. Нели со Варшавскиот пакт? Со 91-та, со паѓање, јас мислам дека и НАТО требаше да падне. Ма добро се реформираше НАТО. НАТО се реформираше и сега стана еден америчка продужена рака за тие империалистички војни. Сега гледаме дека Трамп дека не е се така сјајно во унутрашните односи на НАТО. Апсолутно, да. Кога е бизнис во прашање и пари. И таму се борат што викат за поголема парче од колачот. За работниците и во кој да е држава, тоа ми е многу жал, пошто како оди натаму и војните, дали ќе има, дали ќе нема, со овие економски кризи, со борбите, економските борби и ладни војни меѓу компаниите, ќе страда работникот. Тоа сакам да кажам. Точно во Западна Европа, во Америка, има некој просек
што е подобар од третиот свет. Меѓутоа, животот каков што бил и каков е сега на работникот во Соединетите Американски држави, тоа е катастрофално и ќе оди се полошо и полошо. Да, добро, и кој според тебе би бил начинот да се спротивстави работничката класа на овие појави? Кои се првите чекори, пример, на спротивставувањето? Ова средна класа што ја спомнав во Кина, толку е улюлькана работничката гласа да тој е доволно. Да, разбирам. Сите ќе кажат Русија била феудална, Франција поготово, ајде била напредна, да речеме. Меѓутоа, за да се направи некоја револуција, да не се лажем, ако прво треба војна. Војна има меѓу русите и украинците. То на Америка нема, меѓутоа има во Сирија, во Палестина. Што се дешава, доваѓаат секаде десничарски, екстремистички, тука се троцкистите во право, ако не повеличарството, доваѓаат екстрем десничарски групи како ИСИС во Сирија. Не го гледам како во Франција, тоа го викат изразот авангард. Значи ти мора да имаш 10% од населението во било која држава, за да не мора да имаш ти 90%. Точно да, авангардата. Авангардата во социјализмот тие ги преведува како напредна работничка авангарда на работничката класа. Да. Барем 10% за во бивша Русија царска не можело да Октоберската револуција да успее ако барем 10% немало. Иако само 1% биле работни, 99% од ниската класа биле земјоделци, сепак успеала затоа што постои тој авангард. Дали мислиш дека недостасува авангардата? Не, тоа сакам да го кажам, не гледам. Така недостасува? Недостасува. Има секаде некои организации во Западна Европа, групи екстремни, ги викаат екстремни левичари, кај што може до некаде, да кажеме, 1% да дојде до и погласни, што не влегуваат во некаде. Јас сум изненаден едино од Франција, Меланшон, што успева толку да вади гласови, али тоа ништо не менува таму. Меланшон го ставам како нешто поизворен левичар, ако не сака да има ништо со комунизмот, од самата социјалистичка партија, која што е империалистичка етен, како лабористите во само името го носат. Да. Така да не гледам баш на авангард. Ево ги гледам студентите во Србија, во Белград за промена на режимот. Кои да дојде, дали ќе дојдат кинези таму, руси или американци, тоа ќе биде исто. Така. Па подсетува на нашите протести тука претходно. Точно. Каде што пак таа маса се задоволи само со промена на власта и исто им сами сегашните протести кај нас. Дури и полошо дојде па се да не завземам страна, но мислам дека што мислевме дека е полошо не може да биде, испадне дека може. Тој што дојде ако добро него, некои илузии се разбија, тоа беше добро. Дека не може да се смени некој. Точно тоа да. Бидејќи тогаш ВМРО беше долго време на власт и пример луѓе што живееат што беа свесни за политичката состојба само во време на ВМРО, мораше да видат дека и со промена на власта не може да се направи ништо повеќе, да речам. Освен реформистички некои мерки, што сега тие реформистички мерки ни се одират од глава кога повторно се врати ВМРО. Така што тоа не може со реформизам да се промени. Не, со системот реформизам... и плюс, нели, тоа што еве сите овие работи што ги зборуваме, цело време ги спомнуваме капиталистите. Значи луѓето треба да станат свесни дека ние имаме проблем со капиталистичкиот систем, а не само со пројавувањето, дали со Трамп бил, дали бил Бајден, дали бил не знам кој. Точно, дури ќе кажам, Трамп кога ја наружувал Украина било за да им се додвори на демократите. Да. Или кога сакал на Северна Кореја. Па добро, Кореја. Обама беше нели добитник Нобелова награда за мир, а оби најмногу од сите амерички председатели цивилни. Значи во Виетнам, во војната немало толку цивилни жртви колку што убил Обама. Да, така што добро е за илузиите дека се разнишани малку и можеби луѓето ќе почнат сега да се огледуваат по, не знам, по реално. Точно се и да се сега дали како беше подобро без брзо умирање отколку бескривна смрт. Дали е подобро да има трета светска војна или да се мачиме уште со феудализмот
долго време. Па добро, за револуционерни промени сигурно мислам не може во мирнодопски услови да се случат револуционерни промени. Така што меѓу со две острици, еве и ние во основа сме пацифистички настроени, но тој пацифизам би бил во некое како се вика еднакво општество, кога би имало, а сега не можеме ние пацифистички да гледаме на тие што не експлоатираат или угнетуваат. Точно е тоа. Само што кај нас пушката ќе се сврти кон ево веќе во Македонија, што ми е многу чудно, сите сме ги сакале странците кои ќе дојдат сега, како во Србија кои ќе почнат да доаѓаат од Непал, од Пакистан, ти знаеш дека ги гледаме со подценување. Па нормално. Значи, јас ќе свртам пушката против човек што избегал тешка сиромаштија за да може да преживее, не замисли од Непал доаѓа во Србија човек. Во целиот свет е така. За да преживее човекот, и сега они им се криви, како Джордж Карлин, оној комиксорот вика, има вика три класи на луѓе, вика богатите, средната класа ние и сиромашната класа која што е вика преплачена од овие од средната класа, вика, за да не им ги земат работните места. Апсолутно, во целиот свет е тоа така и пак уствари добива она националистичка пропаганда на владеачката класа, која што ти вели дека тој доаѓа тука да ти ја земе работата, а не дека тој уствари што се случувало во неговата земја зашто тој морало да емигрира и зашто ти од тука всушност емигрираш повторно во поразвиени европски земји. Точно. Значи за тука да се отворат работни места, треба од тука работниците да заменат некаде. Така што тој след пример не го гледаат, само со резултатот се бават. А тоа им одговара пак на капиталистите. Па точно и реториката што ја користат капиталистите во различните земји е иста сепак, сакам да кажам. Тоа им користи. Сега некое решение да дадеме, нема, освен војна и освестена авангард, барем. Авангард, да. Па тоа е да се трудиме барем да бидеме авангардни. А војна никој не посакува. И се надеваме дека ќе се избегне. Па Дарко, ти благодарам за соопфатниот разговор. На поканата. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.